одржано од болница Дериндере. Се пријавив да кажам на децата кои се послонени да ги сакаат родителите и никогаш да не се откажуваат од нив, дека тие родители се најдобри на светот и дека тие родители доневаат среќа, тие родители се како светци, бидејќи те зеле од домот, ти израснаа, те прораснале, ти дале прав пат и ти дале да бидеш жив, ти дале шанса за жив и нов, да бидеш жив и нов почеток да имаш. Јас сум Ѓорѓиев Николче, од село Оровица Радовиш, посвоен од домот во Битола. Веќе 29 години живеам овде во Оровица. Живеам веќе и 20 години без мајка ми и 2 месеци без татко ми. 2 месеци од кога почина татко ми. Мајката што би рекол, би се љутел, би што? Не, нема зашто се љутам. Значи, некој што те оставил, нема оправдание детето си го оставиш. Ни една мајка не треба детето си го остави, без разлика на проблемите. Значи, това не е оправдание да немам пари или немах екзистенција, не може да чувам. А како може да биде така, да ти каже, примерете твојата мајка да ти каже, нема пари, не може да чувам и фрли околу динјер. Не може да така, нема на што да ги простам, как ги простиш? Така да те прашам, имаш гнев или како се чувствуваш еве вака кога зборуваме за таа жена која што те... Немам гнев. Не. Ништо не би направил. Би пужил рака и неа, па ипак те родил, знаеш. Би им кажал здраво. Ама не може да ми биде никогаш мајка, она. Мајка знам јас која ми име. Судбината сакала да биде некоја сам, ама судбината ја изгубила битката некогаш и ме зеле, била поразена. Ама со текот на времето судбината си оставила својата цел да остана пак сам. Тоа е живот, тоа не може да се смени. Тоа не го знаеме ние, тоа го знае Господ. Само тој знае што може да се случи утре со тебе. Така требало да бидам, морам да бидам сам, да осетам на кожа како е сам да бидеш. Ете. Како? Криво ли ти е за нешто? Да. Криво ми е зашто не се още живони. Да имаш со кој да се учам още повеќе и повеќе паметен да бидам. Бидејќи, они ми учеа само на убави работи. Ако претходната епизода изобилуваше со тажни изјави и негативни чувства, оваа епизода ќе се обидеме да ја направиме само со насмевки. Денеска Николче е во Скопје и заедно со него ќе се обидеме да му го овозможиме она кое што тој некогаш го посакувал, досега не успеал да го оствари. А ние, екипата на VIP на еден ден, ќе му го овозможиме. Убавиот сончев ден во Скопје ни најави позитивна енергија. Таква каква што планиравме денеска да му овозможиме на Николче. Да му ги оттргнеме мислите од празната куќа, судбинскиот факт кој го оставил сосем сам, иако можеме да му исполниме некоја желба. Прво одиме по возилото од нашите драги пријатели Enterprise, во кое возило како вистински VIP господин Николче ќе го помине денот. Го пречекавме на автобуската. Рано е наутро, 9:30, таман на време да си го фатиме денот.
Значи, спремен си сега цел ден да бидеш со нас? Спремен, да. Така? Имавме едно изненадување кај тебе. Да. Сега си спремен и за нови изненадувања тука? Да. Ето сега ќе те носиме, ако ќе дојде време ќе мора да ги врземе очите, ама ја ќе ти кажам колку. Нема проблем. Договорено ли? Договорено. Добро. Ајде да палиме возилото и да тераме. Најавата за изненадувањето и патот по кој тргнавме го збуни нашиот учесник. Да не случајно си разбрала нешто за мојата мајка или дали ме носиш кај мојата сестра, прашуваше. Мудро молчев, додека да стигнеме. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Ајде сега јас ќе те донесам да опипаш да видиме дали ќе препознаеш каде би можел да бидеме. Добра, ај сега стави тука рацете на ова. Хоп, ајде, тука, спушти. Ај другата рака. Што може да е ова? Хеликоптер. Што е? Мислам дека некој види авион хеликоптер. Ајде да видиме сега што е. Авион. Освети крилата, да. Авион. Авион. Жал би имал да завршам школа вако. Да. Да. Чекај. Дали успешно изненадувањето? Успешно сум. Браво. Ова не сум очекувал. Мислех дека вчера кажах немаше да се исполни, знаеш. Да. Да, види. Сакаш да влезеш? Николче радосен како мало дете, ама пак со страф од летање. И оправдано. Па не може и возбуда и лет во воздух, а плюс и забите треба да ги доправиме. Затоа пилотот Никола Димов му даде на Николче да сврти кругче, тука, на земја. Кој знае колку му лупало срцето. Секако, и јас учествував во целокупното доживување. Бев оној кој му покажува на авионот каде да се паркира, а прекрстените раце значат гасете во моторот.
Епа време беше да го гушнам пилотот и да прашам дали сме успеале во изненадувањето. Дали изненадувањето беше добро? Добро, добро. Може сега да те гуштам? Може. Ба, не е мило. Значи, денот почна убаво. Почне изненадите ме, значи свака час. Ги разгледавме сите паркирани челични птици. Добивме инфо дека за жал ја надминал возраста за да биде професионален пилот, ама секогаш може да учи за спортски пилот. Колку само интересни и забавни беа констатациите на Николче кога ја запозна Стефи, девојката пилот. Јас сум Николче. Стефанија. Мари, значи гледаш пилотите исти како луѓето, јас мисля и други се. Да. Да има крила. Викам имат крила за... Љубопитно поставуваше прашање, а од аероклубот Скопје, тука на спортскиот аеродром Стенковец, му ги одговараа сите. На крајот Николче заврши со констатацијата дека од Скопје до Ароовица за пола сат би стигнал со авион. Дури имаше и опција каде ќе паркира. Насмеани им се заблагодаривме на луѓето од аероклубот, затоа што ни ја исполнија желбата и тргнавме во друга мисија. Нови заби за Николче. И пак сме во Денталукс, овој пат во нивната ординација во Скопје, тука каде насмевките се големи, а забите исто како природните, само поубави. Добар ден, јас сум доктор Буве, мило ми е. Доктор Буве, мило ми Драго ми е. е. Овели Никола? Повели. Значи, ние од Радович доаѓаме, Супер. затоа што овде ни рекоа дека треба да си ги земеме забите и насмевката. Така? Точно, имаме многу убава насмевка за Никола. Пратена е од кај нас, дојдена сега од техничарот, значи техничар Михаил ја работеше, Моми Дентал техникава. Се надевам дека ќе имаш преубава насмевка. Можеш ли да ни кажеш? Сигурно ќе имам убава насмевка, Да, бидејќи... јас сум сигурна. Да, доктор е давно што беше доктор Верче Боравович. Да. Толку се обрна внимание и пажна за мене и ми го вратила мислењето дека постојат добри доктори, дека има Супер. дека има доктори Баш ми е што мило. можат да... Јас работев со доктор Верче Радович, така да ми е одлична колешка. Ај што го надминавме стравото забар, туку и магичните раце на протетичарот успеале да направат корекција на загризот на Николче, кој сега е далеку подобар од претходно, а што му дава и подобар изглед и подобра функционалност. Време е да се погледне во огледалото. Порадувај се малце. Вете, можем да јадеш без захар? Можеш да јадеш, можеш да правиш што сакаш со тие да... Ме како ќе бацам да ни падат. Не. Супер. Супер, немаш да кажеш. Коментар него. Супер. Радост, среќа. Како не се сега? Да ме направат да верувам и може би направат за ние да не волим ништо. Това е свет. Успех. Како не, одличен си, супер. Мило ми беше, Никола, мило ми беше многу. Прекрасно изгледаш. Прекрасно изгледаш. И чест ви кажам дека сте еден од најдобриот тим што постоje. Тоа многу значи. Тоа многу значи. И голема благодарност сега на јупата на тука на тимот Радович, посебно докторите Вече. Апсолутно. Исто како вас се трудеше да биде се добро. Супер. Ми не убеди дека постојат доктори кои можат да укажат да веруваш дека Прекрасно изгледаш. Прекрасно изгледаш. Јас очите ми се насочени баш кон завиде цело време. Извини, тоа ми е професионална деформација, али прекрасно изгледаш. Прекрасно. И јас не можам да се познам дека благодарение и на нашата водителка Снеже и на камераманот. Супер. Супер. Баш ми е мил.
што заклучивме дека за барите не се страшни Не се страшни, луѓе да. и дека нема потреба од страх. Нема потреба од страх, посебно Gentle нема потреба од страх. Инаку сме пријатно. Велико. Така, ви благодарам. Многу ми беше мило. Многу ми беше мило. Многу ми беше мило. Сигурно? Поздрав. Поздрав. А сега треба да си одиме. Фотката за крај уште еднаш сведочи дека сите стравови можат да се совладаат, само ако се има волја од едната страна, трпение и магична рака од другата страна. Сега одиме по други нешта. Значи вака сега, Николче, те однесовме на изненадување, нели? Возеш авион. Те однесовме малку таму, може би те волеше, меѓутоа пак беше изненадување затоа што направивме огромна насмевка во Денталукс. Сега е моментот кога ние ќе те оставиме да се релаксираш и да се одмориш од сите овие возбудувања. Пред да го завршиме крај. Може? Може. Ајде, одиме да одмараш. После толку многу возбуда од наутро, со авиони па со нови заби, време е Николче да се релаксира. Ќе го оставам да ужива и да ги сублимира впечатоците, а јас одам да видам докаде се нашите учесници од претходната епизода. Се сеќавате на Тијана и Кристијан, мајката и синот кои ги однесовме кај Ивица Јанев, со идеја да имаат подобро здравје, намалувајќи ги килограмите. На истото место сме пак после 3 недели, така? Што Така е, се да. случуваше во меѓувреме? Ајде да видиме кои се следните плани. Па денеска е денот кога доаѓаме на мерење, а воедно денес ќе направиме еден тренинг, да видиме како го одвивале тренингот во домашни услови, као малку контрола на тоа што го правеле, дали биле добри, дали биле лоши. Воедно и вагата ќе ни каже за нивниот прогрес. Првата недела имавме супер прогрес, бидејќи Кико намали од 90,5 кг на 86,1, додека Тијана намали од 100 кг на 88,2 кг. Сега, втората недела што помина, прогресот беше минимален. Кико имаше некој прогрес, додека мајката немаше. Сега е трета недела, на вага не сум ги ставил. Еве сега ќе одиме на вага и ќе видиме што и како се случува. Малку јас сум во неизвестност, па ќе видиме како што е. Пред да се измериме, ќе кажеме дека заради побрз резултат и поддршка на организмот, Ивица им обезбеди и протеини на Тијана и Кристијан. Ова ќе биде за Кико и за Тијана. Овој протеин јас лично го преферирам, бидејќи е доста добар на вкус. Има доста добра количина на протеин. 25 грама во сервинг, тоа ќе му биде добро, ќе биде лесно за комбинирање, лесно за мерење и многу добро е растворливо во вода. Значи, до сега немам некој што не го бендисал. Swedish Supplements. Тоа е една работа. Тие се комплетно безбедни по здравјето, ако се соодветно дозирани и консумирани. Правила кои Ивица им ги кажал на Тијана и Кристијан. Со вкус на портокал, ова ќе ни заврши работа за се регенерираат мускулите побрзо за време на тренингот, се консумира пред тренинг, за време на тренингот и после тренингот. Освен BCA или по англиски Branch of Chain Amino Acid или ланец на аминокиселини, имаме и глутамин. Двете заедно се супер комбинација. Тоа се комбинација од 4 добри аминокиселини што помагаат за градбата на мускулот. Тоа е тоа за старт, што ќе ни биде потребно. И ова ќе му придонесе Ова ќе придонесе да имаат побрзо опоравок и самиот протеин ќе делува кон забрзување на метаболизмот и на двајцата. И се надевам дека наредната недела веќе ќе ги видиме првите резултати кај нив. Земањето протеини на своја рак не е препорачливо воопшто, затоа прво е потребна консултација. А сега е време да се измериме.
Значи вкупно 84,2 кг, значи вкупно имаме намалено до сега 6,5 кг. 6,5 кг се намалени за 3 недели. До крајот треба да намалиме, уште оваа недела, најмалку уште 2 кг ги очекувам и знам дека ќе ги намалиш, бидејќи сега ќе ја поправам на вашите грешки и очекувам тоа да го подобрите и да ми покажете дека стварно го сакате ова и дека стварно ќе го направиме. Договорено? Дај една петка. Така. Ајде, мама. Среќен сум и задоволен сум со ова што го видов на вага. Значи, супер прогрес, 5 кила со скоро 5-6 килограми кај тебе, очекуваме сега уште поеш. Ти кажав ако сеќаваш на почетокот дека ти ќе напредуваш побрзо, така? Да. Така беше. Сакам еден момент да го сватиш и да ти биде јасен. Целта на ова намалување на килограмите не е твојот физички изглед во прво светло. Во прво светло е твоето здравје. Резултатот на тоа што се јавиле еднаш туморот, втор пат туморот и се јава сега по трет пат туморот, е резултат на твојот животен досегасен стил. Значи што си јадела, колку физичка активност си имала, стресот што бил присутен дома, сето тоа е резултирало да се јави туморот. Сите ние имаме канцер и тумор клетки, сите ние имаме. Прашање е дали тие ќе се активираат и зошто ќе се активираат. Тие се активираат како резултат на храна, на нездрав животен стил и најмногу на стрес. Значи, клучни моменти се стресовите. И сега тој кога ќе се активира како резултат на стрес, тој се храни со масти. Тој се храни со нездрава храна. Најповеќе од се храни со шеќери. Шеќерите го хранат канцерот, го хранат туморот. После е протеинот од животинско потекло најповеќе, а после тоа одиме до хидратите и масите што се од нездраво потекло. Е сега, главната и примерна цел, овие бројки да паѓаат надоле, е да го смениме твојот животен стил. Значи, ќе одиш ти на твоите испитувања, ќе ми кажеш што и како се случува, кои ќе се идните фази. После оваа фаза на слабење кај тебе, значи ќе намалиме ние, мораме да го намалиме твоите килограми, твоите маси за да ти го спасиме животот. Договорено? Да. Сега ќе продолжиме со тренинг. На мој знак почнувате со jumping jack 30 секунди без пауза. 3, 2, 1, сега. Три, ајде. 2. Уште една. Добро, пауза. Сега наред се склекови на колена, така? Според персоналниот план, во текот на денот Кристијан и Тијана имаат 4 оброци и 2 тренинга, наутро и навечер. Тренинзите ги практикуваат дома, а Ивица сакаше да се увери дека се прават како што треба. Да не речеме нешто како на детектор на лаги се сега. Целото стопало да биде на земја. Позицијата на нозите ја шириме колку рамениците. Може и малку пошироко со самите стопала отворени. Значи во однос на техника до сега не сум добил ни едно прашање. И затоа јас цело време ти кажував, кога се консултиравте ја и ти, дека не ги прават вежбите дома. Значи од оваа позиција, дали ќе ги ставиме рацете овде, дали ќе ги ставиме рацете овде, дали ќе ги ставиме рацете овде, не менува. Само чекав да прашам некој. Ги ставиме рацете овде, најлесно е. Спуштаме надоле. Со тоа што размислуваме дека стопалото треба да биде цело време на подот. И со газот, со задникот да туркаме кон назад. Значи спушташ до 90 степени. Качваш нагоре. Спушташ до 90 степени. Качваш нагоре.
Значи констатираме, после од прилика 20 дена, Кристијан има намалено 6 килограми, а мама Тијана 5. Ги оставам да ги топат килограмите, а јас одам да ја завршам мисијата со Николче. Тој веќе наголемо ужива во салона за убавина. Во моментот правиме еден нов третман кој што е многу популарен, хидрофеишал или хидродермабразија. Тоа е длабинско чистење на кожата, со тоа добиваме измазнување на кожата, сјајна кожа, намалување на пори, избелување на флеки и за висок сјај на кожата. Уште би додала дека може да се работи овој третман на сите типови на кожа и на сите возрасти. Бидејќи секоја кожа има потреба од хидратација. Моето враќање на местото каде го оставив Николче е за да се сретнам со нашата стилистка Викторија Бурсаќ. Снеже! Хело! Давната не ја видено. Одамна, да. Еве сме пак заедно за да направиме Пак се работа ќе ми даваш ти. Уште една успешна мисија. Ајде. Само за добри мисии, те барам. Што имаме за работа? Го имаме Николче. Добро. Николче од Радовиш. Добро. Од Ораовица. Добро. И на него би требало да му направиме трансформација, нешто што до сега не бил. Добро. Има 29 години, не е женат. Добро. Кажувам. Како тоа нешто менува, нели? Менува затоа Со што стайлингот, неговата како стрина, не? кога бевме во кај него во село, значи ни Добро. рече дека треба да го спремам визачи. Значи. Младожења. Да. Сега младожења. Баш ми помогнавте. Ама зашто младожења може да биде и во костим, али може да биде и И така. спортски тип може да биде. Да, значи ние него зацегаме за на свадба, Добро, него го добро, спремаме добро. за да Ај го- гаче, те свати. Добро. Да го пендисаат Добро. невестите. Она што јас го видов е дека, нели, он е млад, добро изгледа, нема вишок. Мислам дека Има нови заби. Има нови заби. Мислам дека вака нешто од она што го видов дека ми личи на спорт кежуал. Сега ќе видиме што ќе најдеме. Или најчесто во мојата работа она што јас го планирам со она што ќе го најдам како парче не секогаш се поклопува, но се надевам дека ќе направиме добар избор како и досега. Да. Ајде одиме во мисија. Одиме во мисија? Ајде. На Николче ќе му одбереме гардероба, каква што според Викторија ќе му го отцрта карактерот, но и ќе му даде еден шмек на урбан и модерен лик. Треба да одбереме соодветни чевли за Николче и затоа одиме во Шустер, производи од македонско потекло. И некако знам дека ќе ни се разидат вкусовите со Вики. Мојата првична идеја беше да направиме некоја спорт кежуал комбинација и успеавме да најдеме, за дивно е чудо. Најдовме убава бела кошула, маслинасти панталони, најдовме едно пуловерче тегет и сега дојдовме да одбереме дали нешто за дали патика или чевла. Сега има дилема. Снеже гласа за ова, а јас гласам за ова. Значи, што се однесува до предлогот на Снежа за чевлите е супер. Меѓутоа, во овој случај мене бојава не ми одговара на обликата што веќе сме ја одбрале и некако не ми лежи на карактерот на дечко. Тоа е за некој малку, како да кажам, поуметнички тип, по-андерграунд тип. Он е некако по-спортски. И затоа јас навивам патиката да влезе во опција, заради тоа што ќе делува урбано, ќе делува онака не премногу
дотерано, средено, а ќе биде многу шик и таман ќе биде за женење. Или тоа не беше главната тема. Значи, се е подготвено за VIP Николче. Останува уште да ја средиме брадата и косата. Уште стоиш Коса ме ностро сред океан Во моите песни ке те има секогаш. И сега е вистинско време прво да ви го представиме новиот Николче, а потоа и да го прашаме како си помина во VIP на еден ден. Се уште сум херој во ноќите долги пијани Ко скитник на пат се плашам да легнам негде да заспијам И се уште сам во мугрите знам Без тебе пусто Значи, дај да ми раскажеш како си помина денеска. Јас денес бев цел ден гостин во VIP на еден ден. Си поминав феноменално, како досега никогаш. Бев на аеродром, бев таму да видам како авионите, мислам како е внетре во авионот да бидеш пилот, тоа ми беше желба, ми се исполни. Мене ми ставија заби во Денталукс, мислам ми ставија мостовите кои беа пред порачани. И сега феноменално се осеќам феноменално, после се тоа што се деси денес. Скитник на пат се плашам да легнам негде да заспијам И се уште сам во мугрите знам Уживав и на масажа, уживав и на третмани за лице, но многу работи. Можам да кажам фала на сите од екипата на VIP на еден ден и да се здрави и живи, среќни и весели. Фала ти! Се осеќаш ли сега како VIP? Се осеќам баш како VIP на еден ден. Не како VIP на еден ден да се осеќам за повеќе да бидам VIP од денес натаму. Верувам дека успеавме да ти ги оттргнеме мислите од оние од таму кај што бевме кај тебе, пошто некако изгледаш и како мрачно и темно, и некако собран во целата таа ситуација. Така да верувам дека малку ти извадивме на Успеавте, успеавте ми извадите на сонце, ми ги сменивте мислите, ми посочивте дека има луѓе да ми се разовее животот, ете со една емисија ми се разовее животот и можам да чекарам и понатаму. Цврсто, силно и појако. Нашите слики како и книги чувам и солзите не ги запирам се уште сум херој во ноќите долги пијани Ко скитник на пат се плашам да